она што као мото не води е дека ова што го правиме за доброто на нашите деца и за доброто на нашата држава, а сето тоа започнува во училницата, ова го кажа уште Хенри Форд пред 100 години. Тоа што треба терминолошки да го разграничиме, мислам дека колегата Гаврил го кажа, зашто збориме за претприемачко учење, заради тоа што со тоа го фаќаме не само формалниот образовен систем, туку и неформалниот, кој што е многу поголем и кој што секако дека треба да биде стимулиран со одредени мерки. Ве молам сите да гледате на ова што ќе се развива себично, односно каде јас, односно вие може да се најдете и вашите желби да ги напишете во тоа што ќе произлезе како идеи во наредниот период. Бидејќи ако нема личен интерес и ако секој сам не се наоѓа некаде во оваа работа, нема да има успех на целава приказка. Јасно дека образованието е клуч за успех, бидејќи тоа раѓа вештини, култура, однесување, кое што го насочува младиот човек по патеката на успехот. Препораките европски се, а и светски, да со претприемачкото образование се стартува што е можно по-ниско, односно во порана возраст. Клуч е да се развијат таков начин на однесување, значи често се гресеше дека претприемачство значи само започнување бизнис, не, значи начинот на размислување и однесување кој што ќе го отвори мозокот пред се на младата личност да размислува дивергентно, не од аспект да застрани, туку да размислува, да ги наоѓа можностите и да ги користи во насока прво на собствена, после и на општествена корист. Со политиките на Европска комисија претприемништвото е ставено како клучна компетенција, тоа веќе сите го знаете, а факт е дека мора да биде ставено посебно знаење, дозирано во различни нивоа на образование, за да тоа се претвори потоа во реалност. Значи, различни нивоа на образование, различна количина на знаење и соодветно различно ниво на вештини да се развиваат по поедините по вертикала образовни системи. Каде е Европа? Овде фокус ставам на основното и средното образование. Гледате дека приказкава не е многу стара, започнува 2003 година со првата стратегија за претприемачко образование креирана во Латвија, па постоја и Велс и така натаму. Со тоа што, значи гледате земји од типот на Австрија, Финска, 2011 ваквите работи ги стартираат. Со тоа што, ќе повторам, постојат три типа на стратегии. Првата, значи тоа е важно, што сакам да го споделам со вас, е дека станува збор директно за стратегија за претприемачко образование, кое што се, значи зборам за образование, кое што се фокусира на формалниот систем во сите три нивоа, значи основно, средно и високо. Втор тип на стратегии се генерални стратегии за образование или генерални стратегии за развој на економијата, каде што како дел од своите цели имаат аспекти на претприемачко учење. И третата група стратегии се различни иницијативи кои што се малку по-директно фокусирани, но не се сеопфатни од аспект на цела земја. Еве ги овие групи на земји. Црвеното е тие што има специјална стратегија за претприемачко образование, зборам за пред се основно и средно образование, и гледате тоа се Велс, Белгија, Холандија таму, Норвешка, Финска, Данска, Латвија. И таму доле гледате едно бело кругче скоро, кое што ќе биде Македонија црвена у декември. Се надевам со ваша помош. Така да на следниот извештај Македонија ќе биде тука по црвената. Се надевам не од срам тука од тоа што ќе биде истакната како земја која што има еве ваква стратегија, во која што сите вие ќе помогнете. Инаку еве ги земјите, Флемишката заедница на Белгија,
ги истакнувам кои се институциите кои ја предводат активноста, значи гледате на ниво на прај министер, имаме економија, имаме земјоделие. Значи ќе видиме дека има најразлични структури. Данска има образование, има технологија, култура, економија. Тоа е 2009 година. Естонија има Министерство за образование и истражување, за економија, имаме Chambers of Commerce, значи Стопанската комора, Одборот за евалуација и акредитација, мислам овој, што е исто така еден од нашите потенцијални партнери во оваа стратегија, бидејќи кога ќе треба да се пропишуваат мерките и кога ќе се контролира, поготово високото образование, како се одвиваат овие работи, ќе имаме една мониторинг алатка која што тоа ќе го спроведува. Литванија, гледате, започнала меѓу првите уште 2004 година и веќе ја развива третата стратегија, овдека се првата и втората. Велс, уште 2004 се надевам дека на еден од воркшопите што би биле во септември ќе го имаме тука представникот што не е партнер во еден друг проект за вработливост, значи од Свонси универзитетот кој што беше прогласен пред 2 години за најпредприемачки универзитет во цела Велика Британија. Тука е Норвешка и така натаму. Во интерес на времето, само ќе кажеме дека Шведска и Холандија имат развиено стратегии во рамки на гледате економија, образование, култура, земјоделство, храна и така натаму. Ова се стратегиите кои што веќе постојат од аспект на стратегија за доживотно учење. Бугарија, Чешка, Маđарска тие ги имат вклучено, значи, во рамките на оваа стратегија принципите на предприемачко учење. Другите земји имат предприемништво за младите, односно, стратегија за образование и за млади. Тоа се гледате Белгија, Бугарија, Грчка и така натаму. И третата група се земји кои што имаат стратегии за развој на економијата, како што се Шпанија, Словенија, Словачка и така натаму. Ние како Македонија имаме стратегија за индустријска политика која што има вклучено овие елементи, имаме вет стратегија која што има вклучено исто елементи од ова. Сигурно имаме други стратегии кои што некои од дискутантите рекоа дека сакаат да знаат што све имаме и тоа ќе биде задача, значи, наредните 2 месеци да се изберат кои се тие стратегии кои што вклучуваат предприемачко учење за да не дојде до преклопување. Овој материјал го имате, многу интересен, да се види во кои предмети се развива предприемништвото во основното и средното образование. Така да ова ќе го скокнам, меѓутоа гледате дека различни земји имат многу различни пристапи. И не може ние да речеме дека ќе копираме една земја, туку треба да видиме што е тоа што кај нас највеќе ќе одговара. Тоа веќе го слушнавме дека треба да се направи, да не направиме циркус некој уште поголем. Така да ова го поминувам, ќе речем пак во интерес на времето, целта е да се развијат однесувања, знаење и вештини. Имате детали во презентацијата дадена во хартиена верзија. Направен еден пресек, кои земји што нудат, значи ние ќе гледаме да се фокусираме во централното подрачје, каде што ќе бидат развивани, значи преку оваа стратегија сите елементи кои што ќе донесат предприемачко и однесување и вештини и ќе има предприемачко знаење. Ова скокаме. Што да правиме со универзитетите? Морам да кажам дека универзитетите се најригидни на промени, а многу полесно е да се воведат промените во основно и средно образование, бидејќи законски тоа полесно се средува. Се надеваме дека ќе имаме поголем број на представници во однедениот период директно вклучени пред се од интеруниверзитетската конференција, кој што ќе ги подела своите размислувања со овој тим. Препораките е да се развијат овие вештини, знања и однесувања, да младите личности бидат спремни, со тоа што ние, бидејќи
стратегијата ќе развиваме и за неформално образование, а еве има проект, Горан спомна за од 40 години и нагоре, така беше Горан? Истава приказка треба да важи и за нив. Значи, ние луѓето што 10 години се без работа и се тотално психички паднати, да пробаме преку квалитетна обука, а клучот е квалитетна обука, преку квалитетни обучувачи, да нешто тоа им се натури. Тешко ќе биде. Значи, тешко. Ние имавме среќа да работевме за еден проект на норвешка влада. Држевме 3-месечна обука за офицерите кои што си заминува пред време во пензија, значи тоа беа 50 години постари луѓе, и кога договаравме, рековме не 1, 2, 5 дена обуки, 3 месеци, за да мозокот се смени. Значи тоа беше клучот за повозрастните, како препорака. Со 2-3 дена ништо не правиме. Ништо. Знам дека е тоа трошок, ама еве, нашето искуство кажува дека само догорочно изложување на секој ден од 5 до 8 по 3 сати. Еден збори, друг збори, трет збори и полека се смени. Од групата од 30 души веднаш ка 6-7 отворија своји фирми. Цвеќара не е битно што, ама некои препораки што се дадени од еден последен извештај на Европска комисија од ланската година е дека политиката мора да ги поддржи овие програми, дека мора да стане задолжително образованието и да биде ставено во дисциплините, што е можно повеќе, овде викат сите, дека практичното учење мора да биде и тоа како важен дел од целата приказка, да се поддржат жените пред се и да се мери прогресот. Прогресот да се мери. Значи, како се одвиват мерките. Овие се препораките од минатата година, значи, ептентасе. Сега, она што ние ќе треба тука да го размислиме, како прва дилема ќе биде после како предприемништвото во предметите, како предприемништвото како посебен предмет и паралела, значи зборам за формалниот систем, за неформалниот систем ќе имаме исто една посебна работна група. Ќе почнам сега, односно ќе продолжам со методологијата. Бидејќи ни се извинија доста од луѓето, се надевам дека на крај ќе имаме 4 презентери кои што ќе ги кажат резултатите од работната група. Што треба да направиме ние како тим во следниве 2-3 месеца? Значи сега сме тука, број 3. Ова беа подготвителни активности кои што ИТФ ги правеше заедно со се гледа подобро? Да. Заедно со Министерството за образование. После мене веднашка ќе презентира колегата Драган, кој што ќе представи неколку алатки за собирање на податоци, модерни алатки, Facebook, Twitter и слично, форуми. Следи истражување на најдобрите практики, овдека само нешто спомнавме, со препораки што може да се имплементира кај нас, и интервјуи и тенески посети со дел од вас за директно да се слушнат вашите информации и препораки. Некаде до крајот на мај треба да биде драфтирана принципите на стратегијата, за да во средината на јуни ќе бидете пак поканети со барање за ваши коментари во однос на тоа што е дадено во нацрт стратегијата. Во крај на септември треба да биде завршена, да речеме, пишуваниот дел од приказката, за да тоа после се искомуницира во наредните месец дена, што е некаде до крај на септември. Целата приказка треба да заврши во 1 ноември, кој ќе биде завршната работилница и акцијски план. Акцијскиот план треба да почне да се работи од крај на септември на база на драфтот стратегија. Дај Боже, во декември, крај на декември, министерот треба да ја потпише стратегијата. Значи, тоа е доста интензивен термин план, кој што треба да биде сработен во наредниот период.